Од 3 февруари требаше да бидат објавени условите за 3 активни мерки за вработување на младите невработени лица, но поради распишувањето на изборите, истото се одложува за одреден период. Од Центарот за вработување од Скопје утрево стигнало соопштение и во Кочанскиот центар, во кое стоело дека објавувањето засега се одложува, информира раководителот на Центарот за вработување во Кочани, Звонимир Паунов. Станува збор за 3 активни мерки за вработување. Првата, наречена прва шанса, ќе го субвенционира вработувањето на млади лица со високо образование до 29 годишна возраст. Со оваа владина мерка се планира да се вработат 50 лица. Втората мерка од оперативниот план предвидува вработување на лица според нивните вештини во рамки на секторот транспорт. За аплицирање за оваа мерка, невработените треба најмалку 2 години да имаат возачка дозвола од С категорија, за кои се подготвува бесплатна обука за полагање за дозвола за Д категорија, за која е утврдено дека има недостиг на пазарот на труд. За да се задоволат потребите за возачи на транспортните фирми, државата ќе го субвенционира и првото полагање за добивање на Д категорија, а по полагањето лицата ќе бидат вработени во рок од 3 месеци. Со третата мерка предвидено е да се вработат лица со статус активни баратели на работа, а приоритет ќе имаат лица до 29 годишна возраст и лица на возраст од 50 до 59 години. Раководителот на Кочанскиот центар за вработување Паунов рече дека штом ќе се добие позитивно мислење од антикорупцијска комисија дека можат да бидат пуштени огласите, ќе бидат распишани истиот ден.